Навистина ми е задоволство да бидам овде. Јас сум Андраш Алфреди и доаѓам од програмата за бегалци при Хелсиншкиот комитет во Унгарија и ние сме организација за човекови права во Унгарија и се фокусираме на различни области како што е притворот, пристап до правдата, владење на правото, антидискриминација, азил, бездржавјанство и други прашати. Нашата организација обезбедува бесплатна правна помош во сите места каде што барателите на азил се сместени во Унгарија. Исто така ние имаме и обуки и застапуваме. Денеска всушност ќе зборувам за ситуацијата во Унгарија и морам да кажам дека ова навистина е огромен предизвик бидејќи ситуацијата се менува од минута во минута. И навистина е тешко да се предвиди каква ќе биде одлуката што ќе се донесе утре. Значи, сите знаете дека Унгарија ја изгради ова ограда. Меѓутоа, освен физичката ограда, Унгарија направи и правна ограда. Измените и дополнувањата на унгарското законодавство, кои што беа донесени и стапија во сила, всушност фундаментално и суштински го измени правниот систем во Унгарија. Ако ги спречувате бегалците да имаат пристап до меѓународна заштита, измените и дополнувањата предвидуваат систем за азил, каде што бегалците, без оглед на околностите од кои што бегаат, ќе бидат задржани во така наречени транзитни зони, и овие транзитни зони се лоцирани на самата граница и речиси сите барања за азил, без оглед на нивната содржина, може да бидат одбиени или ќе бидат автоматски одбиени како недозволиви, без да се разгледа потребата за заштита. И ова се случува во навистина брза постапка. Во јули 2015 година Унгарија донесе национална листа на безбедни земји, која што меѓу другите ја вклучува и Србија. На оваа листа всушност беше донесена со голема контрадикција и со опозиција од страна на УНХЦР во Унгарија, па дури и Врховниот суд во Унгарија. Да се смета Србија како безбедна трета земја за баратели на азил станува полуавтоматско одбивање за повеќе од 99% од сите барања за азил.